вака, секој ден ја поздравувам Солунска глава. Викам, не одам на спортски надпревари, ама овде секој ден празнам фуќата. Сега малку пак гледате, ова баш има магла малку облаци. Многу сеќавање имам овде. Многу. Ова во далечината многу нејасно се гледа. Сега малку се оцртува. Китка каде што се перо, безброј пати сум одел. Имаше пленарски дом. Собиравме повеќе луѓе. Зиме и лета, памтам по еден снег како сме се качувале, а имавме јаре. Памтам го носевме, заколна се подразбира. И таму са Вајличичко Марко ни праише чорба. Никој пат нема да ја заборам таа чорба. Преминуваме на главното. Иначе овде е Чифлик, па на негде нецел километар таа страна Света Петка. Патеката која што доаѓаме е вика Света Петка патека. Но поново време многу ја викаат и патека на Велија. Со ова ја најавувам емисијата под наслов Гласни размислувања. Вчера покушав во живо, меѓутоа поради технички причини, а пред се што на многу места нема сигнал. И затоа се одлучив да ја снимам вака емисијата секој ден и ќе биде емитувана во 18 часот на YouTube и на Facebook. Али кратки видеа, 2, 3, 4 ќе видам, ќе бидат емитувани за понестрпливите и на TikTok, и на Instagram, и на Facebook. Главното е мои, како што и самата емисија, гласните размислувања. Ќе се прикажувам вака, да ме гледате, да ме слушате, али најповеќе ќе шетаме заедно и ќе ви покажувам време. Ниеден, ова чак се граничува на реалити шоу, ствари, така? Еве ова сртот, натаму се оди на кај крстот, еве патот, тој што е отворен кога го поставува гасоводот. Ова натаму исто е патот што пак овие го изградија, овие се знаките. А одев натаму еден период, во времето на короната, 2 пати се вакцинирав и 2 пати вирус ми офатено. И не можев да доаѓам. И тогаш правев 2 пати 2 тури. Али турата одев продолжуваш, ова ми е крајната точка секој ден што идам, али продолжував, стигнав скоро до Надматка. Како 50 минути рачуна во еден правец и се враќав и така во суштина правев дупли тури. И секој пат во основа, некој пат така правам најчесто, али некој пат и 2 тури или после ручек надокнадувам тоа што сум го испуштил. Малку тоа психопатски, или 100% или ништо. Многу полесно мене ми е кога вака спортувам, не да секој ден дали да одам, дали да не одам, па вака, па заради ова, заради ова. Полесно е во суштина кој ќе човек стекни навика и веќе да не размислува, да не става во искушение волјата. Дали да одам, дали да не одам. Еве го ова уствари, ова господјата. Господјата, господјата Аја, денес имаше возбудлив ден.
пред мене, видов како мамли го скорна еден зајак и видов како го бркаат. Да, папсани беа. Да продолжам. Значи, човек најбитно е да створи ред, да створи една навика. Во навиката веќе ја да не дојдам овде, веќе не е ствар, веќе ми се чини ко зависник станав уствари. Не можам со тоа време не можам со ништо да го пополнам. Апсолутно со ништо и ми доаѓа не да морам во она негативна смисла, него во најпозитивна смисла добро ми е да дојдам и да прошетам. 79-та година е терам. Не викам дека го научив животот јас. Животот до крај, додека е жив човекот, учи. И има додуше една категорија на луѓе што знаат и немат потреба да учат. И тоа знаење, значи тие се по-енергични, кој тоа знаење што го имаат, максимално го бранат. Имам еден таков, кој ќе нешто е сигурен, кој ќе ја не го прифаќам, ти се чини она зборовите му се Калашников, да. Значи, има луѓе што знаат дека не знаат и нон-стоп учат, има луѓе што знаат дека знаат, а уствари не. И се рекло, колку повеќе човек учи, толку повеќе не знае, толку повеќе влегува во детали. Генерално, и цел свет тоа е, таа специализација. Колку по-специалист, толку помалку ограничено знање, ма тоа го знае максимално, али знае колку не знае. Јас сега, во овие години, да почнам за годините, никој пат повеќе не сум бил активен, никој пат повеќе не сум учил, затоа што повеќе знам, цело ова видео, ова работа што ме крена, што го разубави животот. Али ај малку да ви покажам фус панорама. Ево, не се гледа. Ако ќе има денови кога ќе се гледа, па ќе ви заедно со мене се заедно ќе шетате. А истовремено и како драго ќе ми биде во толку и толку саатот, можам да се негде да речеме околу 10 саатот од кај на почетокот на стазата, можеме заедно, а и може да учествуваат во емисијата, како соучесници активни во емисијата. Која во основа ќе биде темата? Ми се чини животот што сум го живеел, толку има да нон-стоп зборувам и малку. Имам многу проживеано. Обично луѓето ме знаат тоа, еден затворот. И сега, и вчера тоа зборував, меѓутоа неквалитетно беше, да кажам дека многу луѓе викат тебе години имаш, гледај, одмарај, што се измачуваш? А нивното одмарање и тие се нормални во суштина. Нормално човек да на 79 години полека оди на залезот. А ја, ко некоја будала, и се развикувам на солунска глава, не пијам таблети, не одам на доктор, допрво активен сум, иначе да ви гледам за активност, сакам да ви кажам. Огромно искуство телевизиското, и затоа е разликата меѓу мене. Значи, генерално, еден телевизија, на никој новинар не му кажував како, што да прави прилогот и така натака. Од 1000 дали некој пат ќе ми се некоја сугестија, ама и тоа не мораше да го прифати чак.
Меѓутоа гласно размислував и таму. И затоа во суштина секој пат беше ајден она што беше, што сите ја имате. Истите новинари сега што се, каде све не се, меѓутоа ни приближно, апсолутно ни приближно, ја немаат, не се тоа, како тие да се остариле, ја да сум се подмладил. Ја сега ова што го правам, го правеше ајден. Мојчна. Затоа мојки бројки да сега, пошто сум ја генерално размислувам во бројки. Јас сум бизнисмен, како што по едно видео реков, од главе до пете. Ја не знам да размислувам без бројки. А зашо со бројки? Абе и онај што ќе испеа пејачот, па колку тираш, пак бројки се, пари се. Сликарот, кој му ја вреднуваат, колку пари, и исто бројки се. Све се знаснива на бројки. За мене математиката, мислам дека е најважната наука. Ништо не би се направило без математиката. Сега пак се враќаме на математиката. За 3 месеци, сега, негде од 15 јануар почнав со видеава, стигнав просечно да продуцирам 6 видеа на ден во последниве 3 недели. Сега, четврта недела сега му е. Четврта недела или трета? Трета недела. По 200 во просек, 1000. 6 видеа во Facebook, TikTok и Instagram. И кој ќе се соберат сите, и тоа се различни групи. Различни луѓе се. Веќе многу широк спектар на луѓе. Едни се појќе на кај Фејсбукот е најсилен, после овие другите. Да споредиме овие другиве, ги знаете гледаноста, еднаш или 2 емисии во неделата, по 50, 60, 100 000 вју, подобрите, тие неколку 3-4 што се подкаст или како ги викаат. Тие кој ќе го трниш заедно, тие прават, да им ставам по 200 000 неделно на секој од нив, ама немаат. Тоа се 3 по 200, 600 000. Јас самиот правам 1.400.000 из целата група. Другото, тие цело време што е разликата меѓу мене и нив? Тие кажуваат како што све не чини. Што не чини, како се цело време пена на устата им фаќа, уште да почнат како да пукат за автоматот. Значи, кажуваат, не викам дека не се во право тоа што го кажуваат. Јас не горчина. Тие се новинари. Јас не сум новинар, јас сум бизнисмен. И јас сум секој пат, не сум тоа да критикувам политичарите вакви, онакви, такви, онакви. Ја скинирам состојбата. Меѓутоа, во суштина, ја скинирам за да најдам и предлагам решение. Што е тоа што треба да се направи, за да биде подобро. Автоматски, таквото моја, да речем, емотивна, психичка состојба, прајањето ме офаќа и со тоа јас почнувам позитивно, затоа што многу имам остварено и нема ни друга кај мене сумња, а и многу учам, секој ден. Нема сумња дека нема да го остварам. И автоматски, со тоа, ја кај себе собирам позитивна енергија. И таа позитивна енергија, логично еден во коментарите вика не се смее. Абе, зошто да не се смеам? Да плачам? Затоа што сум позитивна, затоа што знам ова што го правам дека можам да направам. Значи, се свртувам на кај правење, на кај остварување. Самото остварување, ја обично викам, неколку камења се расфрлани, еден на друг стави ги
и ќе видиш колку можете убаво изгледат. А камо ли јас? Абе, луѓе, со годините што ги имам, да вака се чувствувам. И ова ќе го потребам, нака биде малку и ненормално и ова кажување. Значи, кој ќе е идејата, кој ќе е работата, кој имаш кој те фати толку силно. Идеолог, обично млад човек е. Во историјата, идеологот, може млад човек да фаќи пушка и не мора, го рискира животот. Имало така. Ама млади луѓе биле, не биле луѓе како мене. И сега ја да го имам тоа чувство. Ја не сакам да живеам без ова. Ја не можам да го замислам без ова. Да знам утре ќе му убијат, ја ќе го правам ова, затоа што имајќи го ова, ја едноставно да го немам, тогаш во што како ќе го живеам животот? Како ќе имам што више ова сега спортувањето, ова мојот физички напор е едина цел, затоа што во суштина како пензионер да гледам на кај гробиштата, ја гледам на кај еднината, никој пат поактивен не сум бил. А секоја минута во мојата година, во моите години е поскап. А ја го имам поубав отколку кога бев помлад. Значи, кој ќе се сведи, човече, пак ми текнува баба ми, вели синко, грда е староста, зошто бе, абе, боли, таблети, стално ќе ме викаше, вели колку е сатот? Колку е сатот? Во едно најлонче имаше едно чудо таблети. И секој пат таа ги земаше, ги онакојше да дојде времето за таблети. Али не помагат пустото, неактивен, таблетите, ов седни, ов стани, ов легни, ов стани. Шо живот? Да, гртие. И сега ја го знам што имам сега. И знам ова релација и како на бројките што ви кажував, и дека сум успешен, тек како почеток. Сега почнувам правата работа што треба да ја работам. И секој ќе се има тоа, како треба да бидам ја. А околу мене, тоа све горчини, бе. Све се окупирани, 100 пати нека бидат во право, онај. Та за овај, та за онај, та за СДСМ, та за ВМРО, та за ова, за кого сакат нека се бидат во право. Шо тоа што секој ден тие паметните, попаметни од тие што овие цело време ги анализират што прават тие и од тоа да и тоа енергија внесува да докаже дека се во право. Ама шо тоа горчина на крајот е? Горчина. Ја немам горчина, затоа што правам, затоа што сум енергичен, затоа што сум позитивен. И обично го кажувам, секој пат го кажувам. И тоа е генерално роден човек треба да биде, а треба плюс тоа работа, плюс ангажман. Значи, само ако тргнеш дека можам, или можеме, автоматски ќе почнеш да размислуваш на тоа што можеме и треба да се направи. Веќе се тргнуваш од тие таму да ги дискутираш, почнуваш да размислуваш на правење. Тој момент, тој процес е страшно важен. Многу е важен. И сега така ширење на таа позитива. Гледате србите што направи. Гледај, ова студентите, колку ми е жал. Богати, страшно на во Кочани што се деси. Ама уште пострашно што се загуши тоа. Ти жалосто да го... Неверојатно. Тоа ми се чини, Кочани представува страшна трагедија, а па уште поголема трагедија настана што тој немој. Значи се зголеми немојте на релација. Оние србите може да сменат студентите ден Вучич, бре. Страшен е. Не, тој овде нашите се цвеќе на политичарите во однос на ден Вучич. И тие замисли го, веќе срушење тој, нема шанса веќе, срушење. Овде, напрема србите, студентите само што крена глава,
Осте ги бе, шо? Не власта Вучич. Вучич створи системот. Сега ова влада таа не го створи системот. Зашто тогаш не е ослободен? Зашто да не остави исто на страната на студентите? Баш владата треба да застане на страната на студентите. Да ги стимулира, да се направи, да помогнат, да се помогне сите граѓани, да се направи подобро општество. Зошто да не? И ми е жал тој процес. Ја не припаѓам и ниту сакам да прогласам немоќ. Ја своето, со тоа што ја гледам, состојбата каква е. Со тоа што ја само ова што го правам. Ја не сум за гравата, бе, луѓе. Ја, прво тоа што го правам, длабоко сум убеден дека треба да го правам. Длабоко сум убеден дека треба да се прави во држава, да се најде решение да биде подобро, се иселија луѓето. Чак, уште полошо. Сега во една Германија, тамте не е како што беше. Сега полошо, тие би се врателе. Ма не може се вратат, ни таму ни ваму сега се. Катастрофа. А не може сем ние самите, нема никој да дојди да направи за да биде подобро. Затоа моето правење, ајде не е, ама сега јас, голем дел од ајден го правам. Не може новинарите, дефинитивно, како тие да се остави, пак да повторам, јас сум помлад по енергија, поќе имам желба, бре. Тие немат, ние изванредни новинари. Ајде, новинарите, апсолутно се гордам со нив и ми е жал сега што се наоѓаат во таква состојба. Ми е жал, баш да, што е нема тајден. Ми е жал на народот што е нема ајден. Јас имам себе си и ова што го правам, во основа што го правеше ајден. За земјоделието, генерално за економијата, за финансиите. Тоа сум го правил и сега го правам. И сега исто покажувам, напремам пак ќе речам, не звикам конкуренција, затоа што не... нека видам, апсолутно нескромен. Немам конкуренција како ајден што немаше. Сега бетер немам конкуренција. Затоа што темата, ја наметнав на огромен, најмалку 400.000 броеви што свртиле еднаш или два пати тие видеата, 3 пати, 5 пати, 10 пати, не знам. Нудам сосема друга тема. Нудам една оптимистичка. Не нудам националистичка. Не нудам она дефетистичка. Она лошо, неуба, атмосферата, бугарите ли, албанците ли, македонците ли, ова ли, она. Не нудам, не зборам за СДСМ, ВМРО, дуј муј. Абе, не зборам за нив. Зошто да зборам? Затоа што сакам да зборам тоа што правиме. Затоа што исто тоа еден го имаше. Немаше, тие ретко кога пресконференции се пратеа. Секој пат имавме наша тема. Имавме изванредни, забавни емисии, али информативната емисија беше во суштина таа што мотивираше, што значеше борба за подобро на сите граѓани. И тоа се препознаваше. Тоа е во суштина и сега граѓаните што барат дај врати А1. Во суштина се врати, тогаш беше активната улога на народот. Како беше, како А1 беше, како, ајде да речем, мини влада која работеше во интерес на владата. На народот. Тие си имаја моќно тело, затоа што новинарите и А1 екипата далеку надминуваја на владите кои се менјаја квалитетот во сите министерства. И тоа го препознаваше народот. И затоа ја имаја народ, ја имаја А1. Како А1, како се крена на тоа ниво? Зборувам за периодот докога постоеше А1, во тој период, кој беа, Сител беше, Канал 5, Телма со национални и
Алсат. Алсат беше нова и не представуваше, веќе почеток беше, немаше во кај гледачите. Беа албанците, меѓутоа го нема квалитет. Во ствари А1 албанци имаше гледачи. Ствари нема друга така авторитетна, Алсат ниту приближно не можеше да го завземе местото. Алсат кај албанците што имаше А1. Немаше шанса. Сител беше како средство телевизијата за политички позиции и за пари. Канал 5 апсолутно исто беше. Телма, да го ценам директорот на Мак Петрол, меѓутоа тој си ја направи исто како Алатка, која крајно ја искористи, која сакаше Груевски да му ги земи акциите. И тој не го интересира. Да, ја држи во одреден квалитет, али таа ни приближно не се крена од она што можеше, меѓутоа не беше амбиција. Не затоа што ја мислам дека Андреа ми текна, дека не може тој да направи. Не го интересира, главниот бизнис му е тоа друга сфера. И не се бави со тоа. Значи, Телма, Алсат кажав, и остана само А1 беше, што едина цел беше гледачот, односно народот. Затоа имавме ние така огромна гледаност, огромна доверба. Неспоредливо, немаше второ место уствари, А1 беше сама, и второ место празно, па доаѓаше Сител. Кој ќе се сведи, и за тогаш сакам да кажам. А1, тоаш Дарко Перушевски, створи тим за интернетот. Имавме 100.000 во просек дневно прегледи, а почеток уште тогаш не беа развиени тоа социјалните мрежи. Замислите А1 сега да беше. Со кој авторитет? Како превзема ова социјалните мрежи својата улога што имат? Замисли квалитет на А1. Замисли моќта која пак ќе речам ќе имаше народот, затоа што јасно беше нашата политичка, односно не политичка делување. На политичките делувавме, меѓутоа делувавме од аспект на интересот на граѓаните, на интерес на гледачот. И тоа го успевавме максимално. Сега, истите новинари, истите телевизии, само А1, и затоа состојбата е ваква каква што е. Нема, буквално, народот е препуштен на милост и немилост. Нема на што да се фати. Нема што да... Еден вика, го убија Господ во човекот. И сега тоа малку ме нервира. Ќе дозволам на некој да ми убие, мене да ми не прави, како да си ја присвоја својата државата како да не е моја. Моја е. И моја е. Поединецот нема друго за да му биде убаво, за да ја крени глава, освен неговата лична решеност да прави во неговите мој што е за да се смени државата, да си е рачуна државата и негова. Тоа е патриотизам. Не е патриотизам критиките и колку нечина тие што им ја зеле државата. Бре, мајката, ако ти земеш и ти си крив. Значи, за државата, за себе, за фамилија, за фирма, нема постои сем личен ангажман на секој во својата можност, секој во својата област. Али, критиката, тоа имаше во еден период, во Русија тие ги викаа нихилисти. Све што не чини, само што не чини се кажуваше, затоа нихилисти, ништо не може од тоа да се направи. Од тоа не се прави ништо, апсолутно ништо. Има, точно, иде како тргнале, нема она Инфомакс, со сите оружја, бомби, од сите оружја, флагранте. Ама што? Да ги прашам што? Што со тоа?
еден беше посилна, и onda Infomax и заврши во затвор. Валда тие, овие нема да завршат. Не знам. Малку се плашам и за нив. Појма нема, можда не. И не треба, богати. Дали се во право, не се во право. Колку се во право. Али дека луѓето тргнале по свој пат, дефинитивно. Не подсеќат мене. Да, никој пат новинарите не можат, тоа е нивното крајното, да кажува тоа што не чини. Не може да викам разликата, ја не сум новинар. Не сум новинар, ниту сакам да бидам новинар, ниту ќе бидам новинар. Не сум ни политичар, ниту сакам да бидам политичар, ниту ќе бидам политичар. А пустото, без политички средства, без политичка алатка, нема шанса за менување на состојбите. Генерално. Сакам сега малку да земам воздух, да ви покажам, малку се занесам, ама еве, малку панорамата. Гледате, ова е горно Крушопек, кај што се гледа џамијата, еве џамијата, а потаму се гледа две минарина, тоа е долно Крушопек. Лево после доаѓа Грчец, поуште полево Шишево. А натаму тоа е Сарај, па скроз над вознјакот на Кондово, не знам Ќумалија како се викаше, еднаш ви кажав Рашче кај што е, ова Новоселски пат, Новосело, ова Ѓорче 2 е, гледачен ето ви фоли се блиску, па фоли други, па преку тоа почнува налево Ѓорче 2 да се протека. А сега исто ќе дојдам до тумбата, кај што обавезно застанувам. Овде се овие, дали можете да ги препознаете. Ова е таа мајчина душица. Ќе го онаква и замирисувате, не може мирисот, може да го сатите ако дојдете со мене. Сега не, исто листот мириса, за едно, ја мислам, 15-20 дена ќе просути и ќе тогаш собирам мајчина душица, сушам и чај правам со тоа. Овде сега доаѓаме до половина од патеката. Тука после десно свртувам низ долот. Таму е чешмата. Еве ги овие пред мене. Доаѓат. Како беа, направив едно видео за дишани, кај што се беа за дишани. Ко дојдат цркнати, беа вркајќи го закот. Кај има шанс да го фатат. Богати. Еден секунд. Еве се искачев. Сега овде, еве во далечината, она се е Вардар, мостот на Влае, Злокуќани. Еве сега по се гледа Новосело, Новоселски пат. Онаму скроз далеко Бањани, каменоломот. И нагоре Скопска Црна Гора. Еве патеката по која ја овде ќе застанам. И онде се гледа, не знам ли може да се разпозна и патеката по која се симнувме натаму, по косината. И онде кај што се двојат тие Борот. Еве го, кај Борот, таму патеката исто таму. Стигнаме и од таму до крајот на патеката има уште 15 на минути пеш. Да се видиме. Ја сум тој што зборувам. Колку е? Сега, немој сега некој безведен. Слушате одјек?
одјек, реалити шоу. Зошто да не? Природа, кучина, уште ако ми се придружи некој, како мене или малку по... не мора скроз како мене, али ако дојде тука и те четворица, 5 души овде вака и ви кажуваме што е како и меѓу себе, само да не фатиме се да сам ВМРО. Неќам. Таа работа не. Овде греот е да загадуваш природата со тоа, со непријатни теми. Ајде сега, уште малку тераме. Си реков до 40 минути, бар да го... 35-6 минути, барем 40 минути да го терам вака. Идејата и она сугестијата за враќање на А1, за да се врати А1, треба да се врати концесијата. Што мислите? Кој излегов од затвор? Заев брзаше да ја врати концесијата? Зошто ни ВМРО, ни СДСМ, ни било која политичка партија не сака да се врати А1, затоа што А1 им е ужас еден жив. А1 беше посилна од нив. Пак да го речем, војска требаше да нападне за да се затвори А1. Затоа што беше посилна. Посилна беше од било која влада. Затоа идејата за враќање на А1 е само во суштина народ може да врати. Никој, апсолутно никој друг. Многу генерално да си знаете, најпоќе се бавам со самиот себе. Постојано, што е треба, како правам, што треба да направам. Она што викам, нон-стоп пучам, нон-стоп сум во една... Али затоа па стекнав ваква силна, би рекол, психичка, емотивна, физичка кондиција. Тоа не ми паѓа тешко, ми е содржина. Еве сега, денес, рачунајте, од 6 сатот веќе активно почнав да работам. Тие, ова социјалните мрежи, видеата ги постирам тогаш, ги осмислувам тие пораките, се припремам после еден сат вежбам, после денес ги, онако е в земјата, припремам земја за да и представам тоа, како тиквите што правив сега за партизаните. Припремам џубре, арско џубре, со хумусот, хумус, комбинација, ставам малку пепел, така гледав на ова дека пепелот убаво делува. И таква една комбинација. Ова гледајте сега. Ќе покажам. Николкава. Ова е измет од крави. Вчера го среќавам еден млад дечко, оди нагоре. Абе вика да не ги виде кравите. Викам, Бога ми, ја не ги видов овде. А вика, не, па му викам, не ќе си дојдат, затоа што кравата, кој ќе паси, еве, низ слободна, низ планината, арно, ама, како што паси, доаѓа млекото, надоаѓа. И тогаш навечер мора додат да се измовза, за да може, иначе ги боли тоа, како? Ама сега викам, не се враќат, не вика телината ги се со нив, и сега, и цела ноќ вика, ако ги оставиме, нема да се вратат. И затоа тие, доаѓат си цицат и си онако, што има во штала, овде е поубаво, и тие знаат дека овде е поубаво. И се мора да ги приберат, и ме страв. Имаше некои ги му крадат. Ги земат цела ноќ. Не сум слушнал дека диви животни нешто им направиле некоја штета. Мечката евентуално или волци, нема. Не сум слушнал, тоа значи само од кражба. Иначе зашто не би го ставиле? Не ми го рече, ама
Моја предпоставка е дека тоа е причината за... Знаете што? Ова денес повеќе беше за медиумите, за ајден и така натака. Ја ќе продолжам да видеа да правам за... Многу уживам чак во тоа, сеќавањето и значењето на тие новинари. Тие беа уствари, ајденот беше да со тие ликови, тоа делуваше многу силно. Ајден пак ќе зборам, имаш и други многу тај новинари, тај вработени кои ставија, кои учествуваа, кои се вградија во ајден. Ќе зборуваме за Хедисот, ќе зборуваме людски човечки на евентуални прашања. Ќе одговарам на коментарите, ќе коментирам и така натака. Само, знаете што, ги знаете све случајно тоа, ботови, мотови, шотови. Тие ботовите ми се разбирливи. Земат пари. Секој знае дека ги плаќат, ама толку не креативно го прават, тоа ужасно. Едно ви кажа да умриш. Ајде пак врати се во затвор. Абе зошто? Кажувам за свеќината, за кучината, тој вика во затвор да се вратам. Зошто да умрам богати? Тоа знам. Некој им плаќа за да случајно не сум опасност, ама да не станам опасност. И да направат. Меѓутоа, па математика. Ги избројав колку се. За втората категорија, тоа се луѓе што си имат своји психички проблеми. Тоа не еднаш имав направено, викам, док е у мене јуначки крви, не излазим испод креветот. Тоа се во суштина во кревет, испод креветот. И сега овај може се дало од социјалните мрежи да пука, да биде наоружан, што со гадни зборови. Што ќе ти, не ме погодува ни милиметар, зошто ќе ви кажам, зошто. Прво за собствената содржина како човек, и те како сум свесен што сум и како сум. Чак да се... Знам што сум направил. Знам дека исто сега правам што ретко кој прави. Мојата самодоверба е на апсолутно 100% ниво. А од друга страна, тие ги избрав за 3 месеци, најпоќе се повторуваат. 6 се повторуваат. И постојано истите се. Али тие се околу, ги избрав 350, ама ќе ги речам 500, бре. 500 нека се. Значи на 100, иначе гледаност, негде околу 600.000, 400, бројките, нека 400.000 ќе ги речем. Или седи на 500.000, 500.000 минимум е. Имаше овај на интернет што работи, имаше бројката кажано, али пред месец и пол, 2, и стално тоа се зголемува, од дневно 200.000, што 1-2, значи ние ја ги имам минимум 500.000 што го броеви, што луѓе што свртиле. Од 500.000, 10% се 50.000. 1% се 5.000. 1 на 1000 се 500. Ами на 1000 што ги гледат, тоа е 1 е. Абе на 10-20 да се па 100. Ама на 1001. Тоа покажуваат апсолутно немоќта. Али тие се вршат работа, си земат парички, тој што ги плаќа. Овие другите, не знам дали психички подобри стануваат, нака им е. И едино имам само за тие психички сожалување, а за овие што си земат пари, само разбирање. Инака си продолжат, потврдуваат таквите бројки, дека моите бројки ги потврдуваат. 100% не постои, ама овде близко 100% му доаѓа. Затоа се чувствувам многу квалитетно, многу здраво. Еве го 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 45 минути. Толку до гледање до утре.